Голем криминал со дрво се случувал во Беровското село Русиново, според информациите на телевизија Стар. Автори на кражбата, која веројатно траела со години, се сопружници од истото село кои имале фирма за транспорт на дрва и силна логистичка заштита од поединци на тамошната шумска полиција. Нашите соговорници кои не контактираа тврдат дека во изминатиот период најмалку 2 камиони дневно крадени дрва заминувала за Кочани и други места во источниот регион. Колков период точно се случувал овој организиран криминал, ќе се утврдува, но нашите соговорници се категорични дека станува збор за временски опсег од повеќе години во кој непречено функционирала спрегата помеѓу сопружничката фирма и поединци од шумската полиција. Во него, според најгруба калкулација, поединци незаконски се исечени десетици илјади кубни метри дрва, а во джеп сопружниците и нивните соработници ставеле стотици илјади евра. Телевизија Стар во текот на денот ги контактираше надлежните во Министерството за земјоделство, од каде ни потврдија дека случај има и дека на него се работи. Случајот за кој се интересирате ни е познат и веќе постапката се води. Освен што има индиции за голем криминал, посебна тежина на случајот му дава и фактот дека е можно во него да е инволвирано и лице вработено во шумската полиција, сопружник на лицето за чија фирма се сомневаме дека се занимава со транспорт на дрва. Во моментов други информации со јавноста не можеме да споделиме во интерес на истрагата во која веќе се вклучени и други институции. Изјави висок представник на Министерството за земјоделие за телевизија Стар кој побара анонимност. Овој случај веројатно ќе има и институционална разврска, но според зборовите на нашите соговорници тој не е единствениот. Според нив, кражбата на дрва досега добра можност за големи пари била на многумина, но службени случаи немало. Во овој контекст се споменуваат бивши полициски функционери, нивни блиски, но и градоначалници и други лица блиски до власта. За кражби од помали размери и не станува збор, зашто во малешевијата нив ги има секојдневно и тие според тамошните критериуми се речиси нормална работа.